Иако е декември, за 2 седмици календарски истекува годината, сепак дневните температури се движат околу 10-тиот одделок на термометарот, што се уште овозможува реализација на дел од зацртаните проекти во општината за предстојниот период. Имено, деновиве заврши санацијата на ударните дупки на улицата Наско Тамбурков, каде на деловите од коловозот беа вградени над 300 метри квадратни асфалт. Од тука, градежните машини се дислоцираа и продолжија со санација на улицата Јоаким Крчовски за јавното предпријатие Македонски шуми до место викано Брана во населбата Белево, каде по направените припремни работи беа вградени околу 200 метри квадратни нов асфалт. Градежните работи продолжуваат со вградување на нови количини асфалт. Изведувач на градежните работи е фирмата Лабино Трейд од Гостивар. По претходно добиените информации од одделението за изградба и одржување на комуналната инфраструктура при општина Крива Паланка, дознаваме дека реализацијата на активностите за изградба и одржување на комуналната инфраструктура во градот за годинава се планира да заврши со улицата Илинденска која минува крај јавното предпријатие Комуналец. Инаку, паралелно со овие запати продолжува изградбата на мостот на Куковдол во населбата Лозаново. Армирано-бетонскиот мост на Куковдол со димензии на бетонската плоча 8 на 8,5 метри и дебелина од 50 см ќе ја поврзе населбата Лозаново со централното градско подрачје, а истиот се гради во рамки на проектот за подобрување на општинските услуги, финансиран со кредит од Светската банка преку Министерството за финансии на Република Македонија. Со проектот подобрување на општинските услуги, покрај мостот на Куковдол се опфатени уште 9 градски улици во Крива Паланка, меѓу кои улицата Билинска во населбата Лозаново, која ќе биде асфалтирана по завршувањето на изградбата на мостот.